Ова место каде што сме денес во следниот период ќе биде вистинско градилиште и тука ќе никне стариот Струмички театар. Душата на градот Струмица ќе ја вратиме во делот на културата, да биде гордост за сите струмичани кои што сакаат, кои што да одат во театар, кои што сакаат културен живот, да имаат едно прекрасно катче каде ќе можат да следат театарски представи, а и за театарските работници да можат да го извршуваат она што најдобро знаат, театарските представи во една убава средина, една достојна средина за театарските работници од Струмица. Мене ми е посебно задоволство што и во вакви тешки времиња со Министерката за култура во буџетот ставивме 220 милиони денари, значи средствата се обезбедени, градежните работи почнуваат и верувам дека на гордост на сите струмичани, на задоволство на сите струмичани ќе го реализираме овој проект така како што е зацртано во временскиот период што е зацртан и Струмица ќе добие еден прекрасен културен објект и ќе се врати сјајот на Струмица и на културата во Струмица. Добро, дозволите ми да изразам огромна благодарност до Министерот за финансии, до пратениците во Собранието за огромната поддршка во делот на културата и огромната поддршка за овој значаен проект, а тоа е враќање на сјајот на Струмичкиот театар, кој што е опожарен во 2001 година. Во изминатиот период се водеше максимална грижа од страна на стручните служби во Завод и музеј Струмица за изработката на сите проекти, бидејќи мораше да се запазат сите контури на сите елементи од театарот, на сцената, на влезната партија и така натака. Сега разговаравме со министерот за финансии во овој прекрасен дел каде што имаме и отсликување од нашиот познат уметник Цане Јанкуловски. Повторно ќе се врати самото отсликување, значи на истото место ќе биде запазено, се со цел да таа една прекрасна орнаментика биде запазена исто во самата реконструкција. Така да доста се работеше на проектот, значи од страна на Завод и музеј Струмица. Стручните служби изработија еден многу значаен проект, значи во сите делови и фази на градбата на театарот се водеше сметка и во делот на сценската технологија, на сценската кула, на срцето на театарот за самите актери. И на вистина сакам да изразам благодарност и до Завод и музеј Струмица. Активностите започнаа. Значи сега се расчистува теренот, значи од сите оние остатоци, елементи кои што се наоѓаат на самиот театар, така да ќе се оди со една забрзана динамика. Голема благодарност до министерот за финансии за следењето на целокупниот овој проект, за неговата огромна грижа, бидејќи ветивме дека ќе го изградиме Струмичкиот театар и на вистина тоа се остварува. Неговата поддршка е од огромна важност, морам да кажам, за културата, за културните работници, бидејќи без таа поддршка сето она што ние во план, нели во програма не можеме да го ветиме. Морам да напоменам дека оваа влада на чело со претседателот Никола Груевски и нашите пратеници како никоја досега значи инвестира во културата, во уметноста, во културното наследство, во сето она што е најголема наша вредност. Ние како држава имаме со што да се пофалиме, имаме со што да се гордееме, така да таа поддршка во делот на уметноста, во делот на почитувањето на културните, уметничките, историските вредности ќе продолжи во наредниот период. Уште еднаш благодарност до министерот за финансии за целокупната поддршка на уметниците, на културата, за се разбира неговата исто така сестрена поддршка во следењето на сите овие инвестиции, реализација на проекти во делот на културата, зашто ретко можете да видите еден министер за финансии да дава таква една огромна поддршка за нешто што значи наша највисока вредност, а тоа е културата.